Тековниот откуп на тутунот станува камен на стопнување помеѓу власта и опозицијата. Поминато неделната одлука на пелагониските градоначалници и пратеници од ВМРО ДПМНЕ неделава од Републичкото собрание да побараат измена на актуелниот закон за тутун, СДСМ со обвинувања дека ВМРО ДПМНЕ ги лаже тутунопроизводителите. Откупот на тутун тече во најдобар ред. Заклучно со 4 јануари 2022 година, откупени се 10.522 тони на сите 173 откупни пунктови, со просечна цена од 191 денари од вкупно договорената количина која изнесува 22.137 тони. Согласно законот за тутун, откупот трае до 31 март, што значи дека динамиката на откуп на тутунот е добра. Да апелирам до тутунопроизводителите и до целата јавност да не наседнуваат на лажните вести пласирани од ВМРО ДПМН дека увозот на тутун го загрозува откупот на домашниот тутун. Ова пак уште повеќе ги разгневи и онака вознемирените тутунари. Тие на социјалните мрежи со мноштво остри коментари му возвратија на СДСМ, демантирајќи ги нивните тврдења. Според тутунарите, со канцелариски пресконференции не се решавале нивните напластени проблеми со кои се соочуваат веќе неколку години. Вакво подценување на тутунарите никогаш немало. Наместо да излезат на терен и да ја погледнат вистината за тутунарите во очи, тие низ пресови и статуси на ФБ не убедуваат колку ни е добро. Вие сте зло за македонското земјоделство. И да дојдат на терен, во тој момент тутунот ќе се цени по друга линија, а откако ќе заминат, пак иста песна, ни 180 денари. Овој знае ли што е тутун или некој му напишал на лист, па тој само чита. Сите овие мршојаци многу добро знаат дека работата е повеќе од хаотична и дека се случува грабеж на народот. Абе и во Турско не било 1 литар масло 120 денари, а 1 кило тутун 180 денари. Кои лаги на ВМРО бре? Ние мастило да не пиеме. Просекот на еди ни 180 денари, а се е појдено дупло нагоре. Како не ви е срам? Ни го земате тутунот без пари. Се само дел од лавината коментари на тутунопроизводителите на социјалните мрежи. Инаку, како што веќе информиравме, во текот на неделава, пратениците од ВМРО ДПМНЕ до Собранието на Република Македонија по трет пат ќе ги достават предлог измените на законот за тутун, откако во февруари и мај минатата година пратениците од СДСМ на 2 пати одбија да ги изгласаат.